Центарот за култура од Битола во соработка со Француската алијанса од Битола организира еден настан наречен Француски филмски фестивал, кој што веќе од утре ќе започне во Битола и битолчани ќе имаат навистина една интересна можност да уживаат во сите филмови, односно во одреден број на филмови кои што се еве од француската кинематографија. Да, токму така. Центарот за култура има долгогодишна соработка со Француската алијанса и Францускиот институт од Скопје. Овој фестивал започна во Скопје, а се одржа и во неколку други градови низ Македонија, па сега токму на ред дојде и Битола. Така што на 14 и 15 септември ќе имаме можност да изгледаме 4 француски филмови, кои што се така селектирани да одговарат на пошироката публика. Ги знаеме ли филмовите кои што ќе може да ги погледнат гледачите? Да, на 14 е отварањето на Францускиот филмски фестивал, при што самото отворање ќе го започнеме со комедија. Тој не е мој тип. Отворањето ќе биде во 20 часот, а во 22 часот ќе има трилер, аферата СК1, па потоа на 15 нудиме филм и за помладите. Значи тоа е семеен филм, Убавка и Себастиен, кој што ќе биде во 18 часот, а во 20 часот имаме уште една комедија, Семејството Белие. Центарот за култура и наназад, ако се вратиме, веќе неколку пати организира, да кажам, едни вакви настани, каде што еве не се во фокусот само оние филмови кои што сите сме навикнати да ги гледаме, блокбастерите, оние хитови кои што и најмногу слушаме за нив, туку ги ставате во фокусот и европските филмови. Имаше недела на шпански филм, француските филмови се тука, германските филмови. Какво е вашето искуство? Каков е интересот на битолчани за ваков тип на филмови? Кај битолчани секогаш постои интерес и за европските филмови. Ние, освен на редовниот репертоар, значи кога ставаме филмови, за кои што се разбира се наплаќа влезница, организираме и бесплатни проекции. Еве, бидејќи го започнавме овој разговор со Француската алијанса, освен што го организираме овој фестивал на францускиот филм, во текот на годината имаме и француски киноклуб, при што скоро секој месец имаме по еден филм во малата сала, за кој што влезот е слободен за сите. Исто така имаме одлична соработка со скоро сите амбасади и сите организации кои што се заинтересирани за промоција на филмови од други култури, особено бидејќи сме дел од Европската мрежа на кина. Наша обврска и задоволство истовремено представува презентирањето на европските филмови. Каде ќе бидат проекциите на филмовите кои што еве ќе можат гледачите да ги погледнат овие 2 дена? Ги рековме часовите во колку ќе бидат овие 4 филма и да кажеме дали влезот е слободен или се наполнен. Влезот ќе биде слободен, проекциите ќе бидат во мала сала, како и секоја година, значи ги одржуваме овие проекции токму во малата сала.